Да, ве сме повторно назад после рекламите, почитувани гледачи, да продолжиме со нашиот разговор. Јас и гостите некако многу теми поврзани со здравието отворивме за време на рекламите, што е сосема нормално. Затоа би сакала Татјана да ја прашам со оглед на тоа што спомнавте дека работите на подкаст каде што се зборува за репродуктивно здравје, сексуално здравје, абортус, неплодност, сите тие работи, некако јас имам чувство дека таа тема тук таму негде се провлекува, меѓутоа не како да не се збори доволно и тоа што го кажавме секој пат кога нешто сексуално ќе се спомне во било која реченица, како да имаме некој вид на сарам или аверзија, она кој што го кажавте, меѓутоа бројките кои што ги имаме во државата се и како поразителни со оглед на тоа што веќе има абортуси на млади девојчиња, за кои што ете вашиот подкаст и сите оние емисии кои што се на оваа тема се и како едукативни и треба да се следат. Какви се вашите информации се досега на оваа тема и кој е оној најголем проблем со кој што младите девојки се соочуваат на оваа тема? Незнаењето. Глобален проблем е незнаењето, неприфаќањето на едукација на времено или она што кажавме превенција е половина здравје. Превенцијата е повеќе од половина здравје. Доктор Гужанова направи еден многу голем, ја велам, хуман потфат да реализира еден подкаст на YouTube каналите, клиниката Newborn Clinic стои зад тоа и да зборува на тема здравјето на жената од аспект на гинекологија, меѓутоа и ендокринологија и се она што е сеопфатно и сексуално здравје. Подкасти кои навистина ќе останат запаметени во етерот по нивната превенција. Значи да се зборува за однапред и има доста веќе во последно време гледаност, особено кај она популација која е засегната со бременоста и се што е врска со тоа. Инаку нас не недостасува генерално зборување. Ако некој зборува, ако каже дека има проблем, ако ученикот кој има диабет каже на класниот раководител каже на сите други професорите и класниот раководител кажат на педагошката служба, ние секако дека тоа дете ќе го истретираме и ќе се грижиме за него. Ако не се каже навреме, не можеме ништо да знаеме за однапред, не може да препознаеме. Во еден спонтан разговор прашав како ми е Марко, нешто ми е чуден, нели? Па ми кажавте што му е, јас не знаев, другаче на Борја, нели? Во спонтан разговор ќе дознаеш дека на децата си имаат проблем семеен, фамилијарен. Тоа е нешто што ние би требало да го знаеме за да имаме разбирање кон тие деца. Исто и за сексуалното здравје. Ако на девојчињата треба да им се укаже уште на најмала возраст, на момчињата исто, на машките деца и на женските деца, родителот е тој што треба да им објасни. Меѓутоа имаме дисфункционални семејства, имаме деца без родители, домски деца, каде што недостасува тој момент. Затоа треба да се пуштат и едукативни емисии каде што ќе слушаат. Децата почесто слушаат достапна порнографија и сите оние скандали, секс скандали и тоа го впиваат наместо да слушаат нешто што е превентивно за нив. Најголема превенција е да не се брза со сексуалните односи и сексуалните експерименти, да се почекаат тие фамозни 18 години за да стоите одговорно со возраста на тоа што ќе ви се случи. Значи, децата прерано созреваат, влегуваат прерано во тој свет, имаме хипереротизација и во облекувањето, и во однесувањето, и тие се едноставно жртви на системот кој функционира така на глобално ниво, не само нашите, не само кај нас. Тоа сакав да ве прашам, вие во вашата професија зборуваме дека некако овие генерации пред време порасна, тоа многу често сакаме да го напоменеме, за разлика од ние, пред 80-тите, 70-тите, кои што 60-тите, 70-тите, 80-тите, кои што навистина имавме детство, да кажеме, имавме средношколски денови, се беше поред, како што кажуваме. Некако го збориме ова дека времето постојано се менува, технологијата оди напред, некако ние цело време впиваме се нешто друго. Јас не би кажала дека овие генерации се различни, меѓутоа колку повозрасните генерации од ваша страна се тука да ги разберат новите генерации, затоа што тоа се две различни генерации кои што се во еден исти систем и тука мислам дека е проблемот на прифаќање и на разбирање, а не на осуда. Така е. Наша должност е да ги разбереме, нашата морална одговорност е да ги разбереме и нашиот капацитет на емоционална интелигенција, да се ставиме на нивно место. Јас имам обичај често пати кажам, нема виновни деца барем до 18 години. Вината е во нас, возрастните. Значи, се оно што им се случува, некаде лежи скриено потеклото или во нека семена дисхармонија или некои фрустрации од
нивните прерани сексуални експерименти или било што не мора да е поврзано со сексуалноста. И затоа така се однесуваат како што се однесуваат. Децата се формираат како личности, нивниот карактер се формира првите 7 години. Значи тоа е она време кога ние како родители и како учители не сме свесни дека децата веќе не се оформени тие први 7 години. И ние често пати се караме пред нив, гледаат инциденти, гледаат семејни ситуации, траурни, сето тоа им се одразува подоцна на психата и на подсвеста. Ниедно дете не може да се оштети емотивно, физички од љубовта на неговите родители, старатели. Меѓутоа, љубовта често пати почнавме да заменуваме како алтернативна љубов да им се чини на децата, се што ќе посакаат, материјалното во истис на духовното. Ако вратиме се и споредуваме, што е неблагодарно во мое време и да глорифицираме нашата младост, дека е најубава, секоја младост е најубава, меѓутоа некако, на што го гледам како разлика, нас, родителите, многу повеќе не учат да работиме по дома. Многу повеќе да работиме физички. Оно што го спомна градоначалникот, па ние метевме. А јас тоа не знам колку пати сум го кажала на Алжирска 48 Тафталиџи кога ќе поминеше цистерна, бидејќи имавме еден кат долу во сутерен, тогаш кога се градеа, така беше урбанистичката култура, немаше урбана мафија. Кога градиш, не смеш да градиш над 2 ката, тие бараки Алжирска. Туку ние буквално еден кат долу се има, нема високо сега колку сакаш петокатница ќе изградиш. Значи си имаше закон. Ред и секе се цистерната ќе буквално ѓубрето во нашиот двор. Јас не само што го чистев мојот двор, туку цела улица ќе изметавме. И моите другарки не се срамевме од чистење од работа. Значи сега децата како да се срамат да работат и да чистат. Ни треба хонорар пари, ќе си го заработиме сами. Правевме кукли, продававме накид, одевме во Грција на одмор, продавајќи накид ќе го купиме од Бит пазар, ќе отидеме долу па месец дена по тие островите заедно продавајќи накид. Денјот продаваш накид, навечер или можеш да се излезеш. Значи не сме зависеле финансиски што тогаш од родителите затоа што не научиле да работиме. Без оглед што студираш и ќе завршиш и пак ќе работиш. Значи не чекавме од родителите туку сами. Сега малку децата ги шушкавме, на 18 години мора да возат автомобил. Значи мора да се вози, ако не положиш на 18 години ништо. И тоа автомобилот да го паркираш негде на видно место, те видат дека немаш со велосипед да завршиш факултет. И некако сите сакаат, имам чувство како директори да бидат некако веднаш сакаат. Менаџери. Патот кон, да речам се, успех меѓутоа кон животот. Да. Кон напредокот. Работодаватели, зашто ни сметаат така се условно титлувани како менаџери, дека они само ќе кажуваат, некој ќе седи и ќе има сработи. Така со сипа и средните стручни училишта, сите сакаат да бидат менаџери, почнаа во гимназиски паралелки да ги запишуваат децата и средните стручни школи ги буквално ги изгубија капацитетите на уписната политика. Сите гимназија, сите сакаат да бидат менаџери, бизнисмени. Никој не сака да пече леб, никој не сака да работи нешто. Ето тука е грешката. Го смета тоа дека не е работа, дека нема да работи он. А таа е работа и пол. Фризерајот, козметиката, работа и пол. Да. Значи, тоа се перфектни занаати кои во уметност. Кои што треба да знаеш да ги изработиш тие работи. И не треба да се срамат децата од работа, напротив. Так. Градоначалниче, дали во политиката така ќе влеземе во политика па да ни се отворат сите врати? Што е важно дали знаеме, дали не знаеме? Битно сме во политика. Знаете како, можете да влезете без претходно речам работно искуство и професија, но многу е подобро ако имате бекбон што се вика да се ослоните на одреден профил на професија. Подобро е кога сте поминали одреден животен пат. Така е во сите профили. Ви професорката започнала сега со подкасти и претходно била вклучена во други. Предходно предавала накид по острови за да заработи. Значи, колку повеќе имате животно искуство од различни аспекти, говорам, без разлика во кој дел од животот било тоа, сето тоа ве прави посилен како индивиду. Така е. Помалку сте склон да речам кон некои девијантни појави, пошто девијантни појави не се само хулиганизам и она што го гледаме во јавност, туку можете да се опуштите, па да се доведете во криминални ситуации така натаму. Секогаш е подобро да имате профил на човек кој што има одреден животен пат позади себе, макар и да имал, не му било, на никој од нас не е константен животот. Секогаш имаме подеми, падови, меѓутоа пак зависи тоа од нас. Знаете дека нас премногу е инволвирана средината во приватните животи на луѓето.
Говорам еве на работно место и со соседи, ние од таа близина што условно да кажам, ете имаме привилегија да ја имаме во наше општество, па се изродуваат и многу негативни ефекти после тоа, затоа што се споделуваат работи од семејството. Така. Може и на места на кои што не е битно. Некојаш работите што се случува во западниот свет, таа условна оттуѓеност, што ја не сум ја доживел. Јас одам често и не чувствувам дека некого е оттуѓен до таа мера. Тоа ние го доживуваме како негативна страна, а всушност они се ја штитат приватност. Да кажам, кај нас све ни е некако на видик, се сакаме да покажеме и затоа еве и кај младите тоа го приметувам. Баш вчера вечер имав разговор со една група млади луѓе на други теми, викам, не ми се допаѓа тоа што го гледам, дека премногу младите одат во кладилници, одат во коцкарници, дека се задолжуваат, легално и нелегално се задолжуваат, со тоа што ги ставаат во опасност и самите себе се ставаат, меѓутоа ги ставаат и фамилиите. А на секој чекор ги имаме. На секој чекор ги имаме и тоа стана, знаете како, дури мислам дека веќе не е ни срамота. Така го доживува тоа. Јас се сеќавам кога ние сме биле мали, тоа било 90-тите, може крајот на 70-тите години, во центар имаше едно казино кај хотел Бристол тука, што светкаше. Така како сега што ни светка цел град на секој чекор. Ја кога сум поминувал од тука, сум се вртел на страна да не го гледам, а не да ми биде како не дај Боже да ве видат таму. Понатаму во животот сум бил многу мал, меѓутоа тоа ми останало како искуство, да кажам, дека таму не треба ти да бидеш присутен. Сега го кажам, еве јас до ден денес, тоа било пред 30 години може, меѓутоа до ден денес го сеќавам тоа искуство дека не треба. Сега им стана предизвик, значи да и условно лажна вредност е дека на брз начин можат да до пари. Они само предпоставуваат, а не вложуваат во себе за да се стекнат сознаење како нештото да го изведат. Ништо нема брзо, ништо нема преку ноќ, ајде да кажам така, или треба да учиш, па и тој живот на улица треба да го научиш. Не можеш туку така да се втурнеш сега од денес кога ќе правам ово и ова, меѓутоа треба да поминеш одреден пат. Кај нас не, и тоа многу ме загрижува и тука гледам барем на моите деца, на таму кај што можам да влијам, да им ги укажам работиве. Заслепени се од социјалните медиуми, затоа што на социјалните медиуми се прикажуваат само позитивни работи, се прикажуваат само некои, ајде да кажам, хајпнати работи што се навистина во се брзо, се е лесно, се е убаво, сјајно. Дека само храни, патувања, возила, женски, машки, не е битно што, брзи инстант решенија кои што во реалноста не постојат. Исто и со знаењето. Значи, брзите инстант решенија со информации на Facebook, на интернет помагалата со информации, не е знаење. Не е знаење, точно. Има разлика од информација и од знаење. И прва година обично им давам на учениците да читаат Шангриската кожа, роман на Балзак, каде што буквално е истото пишано, дека желбата на младите преку ног да се збогатат бргото, не е ништо ново. И како што пропаѓа нели младиот Рафаел во Коцкарницата, која нарекува едно цивилизацијско дувло во кое што кога ќе влезеш, кога ќе си ја закачиш на метката на закачалката, исто како да си го закачал сопствениот живот, излегош без него. Сега кога ќе дебатирате вие со децата прва година, видите колку се остроумни и сакаат да читаат и сакаат да анализираат. Значи треба да им се укаже превентивно, да им се зборува дека не е патот таму. Доволно е да прочитаат книгата на Игор Џамбазов. Значи еден гениален човек, гениален интелектуалец. Може треба повеќе на овие теми да се остави тема на сите поколенија пишувајќи во книгата. Гола кожа, гол човек. Значи, оно што него му се случи од негово искуство. Да, затоа треба да се чита. Не мора човек се да помине во животот. Јас се шегувам некош за сексуална азбука, нели кога водиш таква емисија, викаат, па мора си искусна. Па не, може да си прочитала книги. Под книгите тоа што може да се има луѓе кои што искусиле се напишале книга и сега сето тоа знаење ви го дале доста. Така што треба доста се чита. Информациите се во книгите. Книгите се тие што се лековити, буквално спасоносни. Интернет може се и се што да ви пласира. Рилсови, добро, и лажни информации и оно што зборевме, лажни се представуваат, користат имиња на доктори за да пропагираат некои медикаменти, па луѓето нели од зорт веруваат во сето тоа. Затоа пак ќе кажам, незнаењето е непријател број 1, од секогаш било.
Така е. Би сакала да го прашам градоначалникот, овде имам запишано дека вие го отворивте и првиот регионален центар за рехабилитација и поддршка на деца кои што успешно ја завршиле битката со карцином. Режија, мислам дека имаме ние и инсерти за да го подкрепиме се во ова. Ајде малку да зборуваме за тоа што ова е навистина многу важно да се спомне. Ова е многу битен проект. Ние објавивме кога ги завршивме градежните работи, бевме во еден рок врзани преку Министерството за локална самоуправа и швајцарската агенција за поддршка и развој со швајцарската влада. Да ви кажам, се викаше проектот Приказната продолжува. Бевме инспирирани во многу од сите овие стории што ги гледаме, целата ситуација околу дечињата, најмалите кои што се лечат, кои што се лекуваат од карциноми и кои што имале таа можности, да речам среќа, ајде, да се излекуваат од карцином, заедно со невладината организација САНО, а проектот го реализиравме преку Скопски плански, односно Центарот за развој на Скопски плански регион. Финансиски учествувавме три страна, општината, локална самоуправа и швајцарската влада. Целта ни беше да создадеме центар, прв ваков на Балканот. Немаме, од Атина, мислам, до Љубљана, нешто вакво не постои. Сакавме да создадеме средина во која што дечињата кои што поминале подолг временски период во болнички установи, месеци, години, некои ги поминува тамо, да имаат катче кај што ќе се ресоциализираат, да кажем. Рехабилитација е малце пренагласено како поим. Ресоциализацијата ќе опфати нивно другарување, например, после тие болнички денови. Имаме обезбедено програма во соработка со училиштата во општината, што би требало да се изведе во делот на враќање во колосек, во делот на едукацијата и наставниот процес на дечињата, активности кои што ќе ги има таму од спортски, од представи во природа. Ние ги споивме две работи. Училиштето во Кучково, еден монументален објект кој што е постар од 100 години. Знаете, имаше многу ситуации, вика, слушате го направете ново, на тој начин сметавме дека ќе му го гасиме животот на училиштето, се одлучивме за еден ваков чекор да целосно го реконструираме. Објектот е 650 квадрати. Значи има можност да се сместат од еднашка 20 дечиња со по еден родител или вкупната бројка да биде околу 20, ќе биде доопремено, зборам, со кујна, со сите услови кои што ќе треба за нормален престој да имаат дечињата во еден период од 7-15 дена или како и да бидат програмите. Понатаму работиме во моментов на модел заедно со нашите партнери на управување на центарот, затоа што лично сакам ова да прерасне во една национална институција, затоа што објектот ваков карактер наменски не постои. Ние врз основа на овој проект веќе разговараме за меѓуопштинска, односно меѓугранична соработка со општини од Република Србија, ќе се вклучат тука, сигурен сум, и други делови од регионот, затоа што тоа е регионален центар. Тоа не е само за Ѓорче, за Македонија, него е регионален центар преку кој што сакаме да воспоставиме меѓународна соработка и да бидеме прв центар од ваков карактер и да поставиме норми и во другите држави, да не кажам и во другите општини во државата, да се започне се размислува на ваков тип на типски објекти. Ние вративме детски џагор, односно ќе го вратиме детскиот џагор на место каде што порано имало 300-400 ученици. Згаснал објектот, сега ние повторно приказната продолжува за дечињава, кои што се нашите херои, психосоцијална поддршка ќе дадеме од секаков аспект поддршка, нови можности и перспективи за нив, на место во кое што порано, има учеле генерации луѓе кои што дале свој принос за општеството и повторно некако убаво беше тоа. Успеавме градежниот дел да се заврши, останува оној функционалниот дел. Не смееме да направиме тука грешка, бидејќи сме врзани во делот на одржливоста, да биде тоа како што треба. Знаете како, не треба се рипат, некојаш можеби подобро да се почека, се направат чековите. Сега говоревме пред малку дека не треба соработите треба да сме темелни во тоа што го правиме, не е се за да се само промовираме или да правиме маркетинг од нештото.
мислам дека јас повеќе верувам во структурно менување на работите. Може би на почеток не е тоа толку експлозивно и бомбастично, но со текот на времето ќе даде резултат и ќе биде генерацијски одржливо. Тоа е многу побитно од тоа што е да речам моментот. Во моментот ќе биде, сега ние можевме да кажеме готово дека све завршивме, тек допрво почнуваме да работиме на делот што треба да биде понатаму, ете тоа што го најавте. Браво, правите нешто за однапред, што би рекол. Секоја чест, да. Ова е баш добар проект и одличен потек, како што кажавме, и за соработка, нели, помеѓу земјите, меѓутоа и оно кој што го правите за децата. Па за сите нас мислам дека ќе биде добро. И ете, бомбардирани сме со повици за помош, со повици за донации, за жал. Таа ситуација, јас мислам дека ќе ни се влошува, дека нема да иде, за жал, статистички е така и тоа не може да го одбегнеме, како што е со диабетот, така и со лимфомите, другите заболувања, канцерот, во различни возрастни групи. Имаме, сведоци сме, мислам, тоа веќе од пракса, на некои работи кои што порано биле незамисливи. Возрастно зборам, карциноми на дојка имаме многу, кај млада популација, гинеколошки проблеми, карциноми на бели дроби, за све се спушта границата. А пак зависи од самите нас, зашто не си го цениме доволно здравето кога го имаме. Така е. Еве Татјана би сакала да ја прашам за животот со диабет, посебно за помладите генерации, затоа што како што кажа градоначалникот, не е сега дека треба да имаш некоја одредена година, па тогаш нели нешто да заболиш. Некако тие граници границите се спуштија многу доле. Значи, во однос на претходни години, речам па 4 децении од кога јас имам информации, живеам со тоа, на времето ние бевме 14-15 деца во Македонија, значи зборувам за тогаш јувенален диабет, односно тој детскиот што го вика. Сега бројките се значително големи и ние во Македонија вкупно тип 1 сме значи вкупно сме некаде над 120.000 пациенти диабетичари, од кои што 44.000 се инсулинозависни. Од 44.000 инсулинозависни, 4.200-300 се негде тип 1, значи каде што влегуваат децата и тип 1, значи тие што го добиваат како мали. Другите останатите околу 39-40.000 се истот инсулин, меѓутоа тип 2 пациенти кои што сепак имаат своја количина на инсулин, меѓутоа имаат проблем во абсорпцијата, во употребата на организмот на инсулинот што се лачи, има некој проблем тука и мислам и тој вид на диабет се третира сега со инсулини. Децата годините се многу мали, значи ниски. Имаме дечиња кои што од година и пол, од 2, значи деца кои што и тука во таквите периоди нити него може да му се објасни, нити мајката или таткото, родителите направно, не може да знаат што детето во одреден момент му треба, што чувствува. Вие, значи сега децата добија CGM системи, сензори. Претходно, мислам, која сакате, мајка може да прашате дали една ноќ легнала, спиела и станала. Значи тоа се станува, ноќе се премерува, па симптомите на хипогликемија, на ниска се препотеност, па кој препотеност, не сакам да ги објаснувам, сите што го поминале тоа знаат како е. Услови има. Апелирам до сите надлежни, ингеренциите се во нив. Да се почне, како што се почна со CGM-ите, да се продолжи за цела Т1D група, тип 1 диабетичари група, и да се почне најбрзо што се може. Со набавка, значи, на тие пумпи за сите пациенти, затоа што ние сукцесивно, ако одиме, новодиагностицираните во бројка не надминуваат. И фактички од ден до ден ние во однос на новодиагностицираните, вие веќе постоечките ништо не добиваат. Затоа тоа мислам одеднаш да се набави све, да се инвестира во превенција. Значи тоа е инвестиција во превенција, бидејќи има еден израз кост бенефит кој што значи дека тоа е односно заштитата од трошоци ако се превенира во однос на последиците да се лекуваат. А последиците се мислам катастрофални затоа што секој диабетичар што се здобил со компликации, тука најголемите и мислам се
очната ретинопатија, која доведува диабетична, која што тоа е задниот сегмент оштетување од нерегулирани гликемиски вредности, се губи видот. Втората исто диализата, значи диабетичната нефропатија, која што доаѓа до хронична бубрежна болест, и ампутациите се во понизоко. Сите тие три диагнози доведуваат до инвалидска пенсија. Значи сега кој е исходот и пресметките има тамо некој треба нека Тоа ќе треба уште многу емисии да имаме за сите проблеми онака да се отворат и на маса да се спомнат и треба да се превенира како што спомнавте. Знам дека имаме уште многу малку до самиот крај, само имаме едно прашање за градоначалникот, некако баш таа емисија за здравје и за ментално здравје и за физичко здравје отворивме, меѓутоа би сакала да спомнеме градоначалнику со вас за канцеларијата за психолошко советување која што ја отворивте, бесплатна SOS линија достапна за жени жртви на семејно насилство. Какво е вашето искуство? До сега брзо го почнавме овој проект, имавме и трибина една воведна. Искрено да бидам, не знам во моментов, баш пред 2 недели беше како сме во моментов со заинтересирано за таа канцеларија, но ете направивме уште еден исчекор, ќе отвориме и психолошко советувалиште за млади. Канцеларијата за жртви од семејно насилство едно, континуирано спроведуваме кампањи булинг, односно антибулинг за во училиштата и едукација на нашите стручни тимови во рамки на училиштата и во градинките. Отворивме еден циклус, да кажам, посветеност на овој дел, на менталното здравје, на се она што им фали на младите и на сите други како возрастни категории. Ќе гледаме во иднина да се дисперзираме повеќе, да помагаме ви на пензионерите преку нивните клубови, да ги вметнеме одредени едукативни работилници уште од најмала возраст од градинките, и да помогнеме колку што можеме. Ние како општина сакаме да спроведуваме социјален тип на услуги кои што ќе бидат финансирани на наша страна или во соработка со партнери. Во очекување сме на отварање на првиот центар за адолесценти и возрастни кои што се со одредени да речам од аутистичниот спектар на заболени, и за тоа ќе бидеме први во државава. Немаме таков центар за адолесцентни и за возрастни лица, дневен центар. Гледаме да сме присутни, да кажам, во сите овие, затоа што потребата сме ја увиделе. И за жал таа потреба, па кажав и претходно, ќе биде се поголема. Ќе биде поголема и ние ќе треба да се преструктурираме. Веќе размислувам за одредени локации кај што, здраве Боже, понатаму би направиле нов пензионерски дом, зашто имаме ние и потреба за сместување на возрастните кои што остануваат за жал сами. Демографијата си го прави своето, иселувањето, процесите. Ке имаме сериозен проблем и предизвик во тој дел. Колонѓаните направи многу добар проект во старските домови, бабите, дедовците чуваат внучиња, ги носат од градинка, честопати да се анимира. Значи ги споиле денеска после едно до друго за една градинка во старски дом и градинка едно до друго. Да, едно во друго. Домот и градинката за едно во друго и ода често и некаде рака баш. Сакаме да го примениме и тој модел, можеше денеска ќе имаме информација. И да напоменам, значи во моментот е сега, имаме протокол за соработка со Министерство за образование и во избаза на тој протокол се реализираат едукативни настани за вработените во градинки, се основни и средни училишта. Денеска во 12 часот во општина Кисела Вода, во салата на советот најверојатно ќе биде, значи од сега од тука ќе идам тамо, ќе има за територијата на општина Кисела Вода. Едукативен настан, значи апелирам, поканувам родители кои што имаат деца слободно може да дојдат, да слушнат кои се правата на децата во образовниот систем, да персоналот, мислам што е вработен, наставниот кадар ќе се едуцира, за да имаат една соработка за, сега не можам да кажам тоа дека е инклузивност, меѓутоа за нормално школување, образование, живот понатаму безбеден се. Така е, баш ми се допаѓа што буквално сме, ако ништо друго, барем проекти имаме на секоја тема, нешто кое што е навистина многу важно е едукацијата, како што кажавте Татјана, незнаењето е многу голем проблем, треба само да ги насочиме младите каде да ја акумулираат енергијата, ако можам така да кажам. Тука сме некаде на самиот крај, сакам да ви се заблагодарам многу за вашето гостување. Навистина знам дека времето е кратко и навистина тие теми се обширни и треба многу да се зборува, така да сигурно дека ќе имаме и некоја следна ситуација каде што повторно ќе ве повикаме да бидете наши гости. Ви благодариме многу. Благодариме на поканата.